Природата, онаква како што ја знаеме, брзо и неповратно исчезнува. Главен виновник – човекот. Дали можеме да ја спасиме? Добре дојдовте во темата на неделата, почитувани. Човештвото брзо ја уништува природата, од која зависи неговиот просперитет и, конечно, неговиот опстанок, предупредија неодамна Обединетите нации. Експертите наведуваат дека луѓето можеби, на краток рок, не се изложени на ризик, но и тоа не може да се каже и на подолго. Сепак, како што велат, крајно време е за акција. И таа, според нив, ќе не чини поевтино од неактивноста. Научниците во првиот извештај на Обединетите нации за биодиверзитетот објавија дека природата е во поголема неволја од кое било друго време во човечката историја. До сега исчезнале над 1 милион видови растенија и животни. Што е уште полошо, губењето на видовите е за стотици пати побрзо отколку што било во минатото. Раководителот на истражувањето, британскиот научник и поранашен раководител во НАСА, Роберт Вотсон, вели дека ако продолжиме да произведуваме храна и енергија на ист начин како што правиме денес, ќе изгубиме биолошката разновидност и ќе ја смениме климата на земјата. So there's no question we have to start to put emphasis on getting rid of harmful subsidies, promoting good practice, sustainable consumption and use, and effectively recognise the importance that nature is an asset to be managed carefully. Повеќе од половина милион видови на копно немаат доволно живеалишта за долгорочно преживување и веројатно ќе исчезнат. И тоа во наредниве децении, доколку не бидат обновени нивните живеалишта. Ни океаните не се подобри. Конкретно околу 3/4 од површината на земјата, 2/3 од океаните и 85% од мочуриштата се сериозно променети или изгубени. Наодите не се само за зачувувањето на растенијата и животните, туку и за зачувувањето на светот кој на луѓето им станува се потежок за живење. Од 18 измерливи начини на кои природата им помага на луѓето, 14 се во опаѓање, со исклучок на производството на храна и енергија. Во извештајот се утврдени надолни трендови во способноста на природата да обезбеди чист воздух и вода и добра почва. Извештајот проектира дека над 25 милиони километри нови патишта ќе бидат поплочени врз природата до 2050 година, и тоа најмногу во земјите во развој. Авторите на извештајот идентификувале дека индустриското земјоделство и интензивниот риболов се исто така меѓу главните причини за истребување на видовите. Секако тука се и климатските промени предизвикани од користење на фосилните горива. Also, loss of natural resources in some parts of the world can lead to conflict between people, basically. And especially poor people are hurt, and therefore they're most dependent on natural resources. Многу од најлошите ефекти може да бидат спречени со менување на начинот на кој одгледуваме храна, произведуваме енергија, се справуваме со климатските промени и располагаме со отпадот. It is an economic issue, a development issue, a security issue, a social, moral and ethical issue. The time for action clearly is now. Поединците може да помогнат со едноставни промени во начинот на кој јадат и ја користат енергијата. Тоа, како што додава Вотсон, не значи да се стане вегетаријанец или веган, туку да се балансира месо, зеленчук и овошје, како и пешачење и велосипедизам. Научивме дека луѓето не се единствените жители во природата, но ти може да направат најмногу за незиното зачувување, велат што туку завршените второоделенци Милош и Иван. Тие деновиве во Скопје ја посетија изложбата за животинскиот и растителниот свет во нашата земја. Според податоците, кај нас има 113 видови на кои им се заканува исчезнување. Преспанската пастрамка, балканскиот рис, сладководните школки и ракови, египетскиот мршојадец. Се само дел од многуте загрозени видови во земјава на кои им се заканува исчезнување. Во градскиот парк во Скопје беа изложени примероци од флората и фауната од повеќе градови од Македонија, како дел од кампањата за подобра животна средина на Македонското биолошко друштво и Институтот за комуникацијски студии. Најмладите преку интерактивни активности и игри се запознаваа со природата. Милош Милошевски и Иван Великденов токошто завршија второ оделение. Тие велат дека на овие настани научиле дека луѓето не се единствените жители на природата и дека треба да ја чуваат животната средина. Се занимававме со инсекти и
и гледавме какви инсекти постојат. За да стане пеперутка, први нема јајца, па после станува гасеница, па после пупа и на крај станува пеперутка. Мене ми беше интересно во паркот, зашто игравме игра и пронаоѓавме инсекти и јас се занимавав со инсекти и различни работи. И научив дека не треба да се фрла отпадоци и да не се газат инсектите. Луѓето може да сторат многу во зачувувањето на биодиверзитетот. Како главни мерки кои што треба да се превземат во зачувувањето на нивните природни живеалишта е да се регулира урбанизацијата, неконтролираната изградба на објекти, фрагментацијата е исто така клучниот фактор, бидејќи животното не препознава граници. На животното му е потребен просторот за да се движи и нормално да функционира. Со изградбата на улиците, патиштата и другите урбани објекти ние едноставно ја нарушуваме неговата природна средина. Балканскиот рис, освен на монетата од 5 денари и на поштенска марка, го има и во Националниот парк Маврово, но едва е околу 40 единки, со што животното влегува во листата критично загрозени. Египетскиот мршојадец е загрозен на глобално ниво, а во Македонија е критично загрозен. За 15 години неговата бројност е намалена од 40 на 15 парови, а пред 20 години имало 140 парови. Во земјава има околу 113 загрозени и заштитени видови, од нив најмногу птици, а потоа и риби, цицачи и еден влекач. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите погледи и мислења во врска со тоа дали правиме доволно за да ја спасиме природата, а со тоа и нас самите. Довидување.